Јавните предпријатија од регионот се во безпареци и едвам одржуваат работна активност. Поради ова, тие инсистираат на владина помош, бидејќи многу брзо кај некој од нив може да се случи работна хаварија. Затоа едноставно ние не сме могли никако да реагираме, туку мора да ни помогнат од централната власт, односно да најдат некој начин, дали преку субвенции, дали преку замрзнување на цените, да се помогне на јавните предпријатија. Има одговор од влада или? Се уште, како што сме известени од администрацијата на АТКОМ, се уште нема некој конкретен одговор за по нашите барања. Без оглед на ова, синдикатот е упорен и инсистира на скалесто покачување на платите. Менаџерите на јавните предпријатија бараат соодветни услови за исполнување на барањето на синдикатот, за како би го избегнале се поизвестниот финансиски колапс. Но пред се треба да имаме услови, односно средства за тоа да го оствариме. Ќе делуваме заеднички и се надевам дека во иднина ќе дојде и до подобрување на финансиската ситуација и на качување на платите. Кулминација на лошата финансиска слика ја проектира јавното предпријатие Солидарност од Виница. Таму доцнат платите, не се исплатени придониси, а долговите се над 1 милион евра. Во многу лоша финансиска ситуација, посебно сега со покачувањето на цената на електричната енергија за неколку пати. Од 300.000 денари за март 2021 година цената на фактурата за струја за март оваа година е 1.200.000 денари. Значи тоа е покачување повеќе 4 пати. Покачувањето на цената на нафтата и другите давачки што влијаат на цените. Ниската цена на услугите, на комуналните услуги исто така влијае на тоа. Превработеност во предпријатието. Идно решение, значи мора корекција, сакале не сакале, значи мора корекција на услугите. Дали дадовте предлог до советот или? Некои ситни корекции веќе има направени, некои се во фаза на изготвување. Ова меѓу другото денеска се слушна на консултативната седница на Сдруженијето на јавните предпријатија од регионот АТКОМ.